Министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот, генерал-мајор Сашко Лавчиски, денеска на полигонот Криволак присуствуваа на артилериско гаѓање со новите артилериски системи Боран, дел од модернизацијата на армијата. Министерството за одбрана соопшти дека таму беше представена и новата униформа за припадниците на армијата, набавена преку договор за воено-финансиска соработка со Турција. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во Белфаст се сретна со британската министерка Ивет Купер пред состанокот на шефовите на дипломатиите во рамки на Берлинскиот процес. Тие разговарале за политичките односи меѓу двете земји, стратешката соработка, идните билатерални активности, како и за регионалната стабилност, европската безбедност и интеграцијата на регионот во Европската унија. Зашто тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. На 8 октомври 2025 година, денот на представувањето на преподобниот Серги, игуменот Радонешки, неговата светост, патриархот Московски и на Сета Рус Кирил, отслужи божествена литургија во Успенскиот собор на Светотроицката Сергиева лавра. Му сослужуваа бројни архиереи на Руската православна црква, меѓу кои митрополитот Јувенали Појарков, митрополитот Воскресенски Григори, управител на работите на Московската патриаршија и прв викар на патриархот по град Москва. Митрополитот Волоколамски Антони, председател на одделот за надворешни црковни врски на Московската патриаршија, митрополитот Каширски Теобност, председател на синодалниот оддел за манастири и монаштво, митрополитот Нижегородски и Арзамаски Георги и други. На литургијата сослужуваа и членови на делегацијата на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, митрополитот Преспанско-Пелагониски Петар, епископот Велички Никола, викар на Преспанско-Пелагониската епархија и еромонахот Атанаси Арсоски. Сослужуваа и други представници на помесните православни цркви, епископот Ремезијански Стефан, представник на српскиот патриарх, архимандрит Серафим Шемјатовски, представник на православната црква на чешките земји и Словачка и протоиерей Даниил Андрејук, представник на православната црква во Америка. Пред причестувањето проповед одржа населеникот на лаврата, јеромонах Нектари Соколов. Во олтарот се одржа средба на патриархот со делегацијата на Македонската православна црква. По завршувањето на литургијата во Успенскиот собор, патриархот Кирил отслужи молебен пред почитуваната икона на преподобниот Серги Радонешки и се обрати кон верниците со своето првосвештеничко слово. По повод Светскиот ден на видот, Сојузот на здруженија на дијабетичари на Македонија денеска организира конференција во Скопје за подигнување на свесноста за слепилото и здравјето на очите. Ќе се презентираат едукативни материјали и активности за превенција и навремена дијагноза на оштетување на видот, особено кај лицата со дијабетес. Ќе се дискутира и за најчестите компликации, како дијабетична ретинопатија и макуларен едем. Со измените на законот за данокот на додадена вредност, сите онлайн нарачки до 22 евра кои досега беа ослободени од данок ќе поскапат за 18%. Ослободување од данокот на додадена вредност ќе важи само за мали, некомерцијални пратки меѓу физички лица, а не за производи како алкохол, парфеми и тутун. Владата ја предлага мерката поради растот на онлайн купувањето преку платформи како Тему, со цел усогласување со меѓународните практики и правична наплата на давачките. Од денеска стапуваат во сила санкциите на САД против нафтената индустрија на Србија, компанија со мнозинско руско сопствеништво и клучна за српската економија. Од нафтената индустрија на Србија соопштија дека приоритети остануваат редовното снабдување со гориво и стабилноста на вработените, како и дека имаат доволни залихи. Компанијата соработува со владата на Србија и Американското министерство за финансии за можно отстранување од санкцискиот список, на кој се најде поради руското влијание и финансирањето на војната во Украина. Српскиот председател Александар Вучик остро ја критикува Турција поради испораката на модерни дронови на Косово, оценувајќи дека Анкара ја нарушува стабилноста на Балканот и ги прекршува меѓународните договори. Белград смета дека потегот е политички мотивиран и насочен против Србија, особено пред косовските избори. Косово, пак, тврди дека дроновите Скајдагер, Бајрктар и Пума ќе зголемат неговата одбрамбена моќ. Во Србија се разгледува повторно воведување на задолжителен воен рок, додека САД и натаму имаат резерви кон потезите на премиерот Курти. Американскиот председател Доналд Трамп објави дека Израел и Хамас ја потпишале првата фаза од мировниот договор за Газа, постигнат со посредство на САД. Тој истакна дека договорот предвидува ослободување на сите заложници и повлекување на израелските трупи како прв чекор кон траен мир. Трамп го нарече моментот голем ден за Блискиот Исток и САД и им се заблагодари на посредниците, меѓу кои и Турција, за нивната улога во постигнувањето на договорот.
Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен наместа до Ушповердерието повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер во делови од Котината, повремено засилен од северен правец. Според прогнозата на управата за хидрометролошки работи, од четврток времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Денната температура ќе биде во пораст.